После помалку од 2 месеца од подпишувањето на меморандумот за намери за разгледување на можностите Honda и Nissan да се спојат во една автокомпанија, јапонските производители ги прекинаа преговорите. Во целата приказна беше вклучен и Mitsubishi заради собственоста што Nissan ја има во компанијата. Во засебно објавените соопштенија за јавноста, само Nissan ги споменува причините дека Honda инсистирала да биде предводник во новонастанатата компанија со мнозинство директори и организацијска структура во која Nissan би бил само нејзина филијала. Тоа звучи и логично, бидејќи моменталната финансиска состојба на двете компании ни оддалеку не е иста. Во моментов Honda вреди 5 пати повеќе од Nissan. Пречка беше и собственоста на Renault во Nissan, а се зборуваше и за незадоволството на Honda од продукт стратегијата и раководната организацијска поставеност на идниот партнер, но и покрај се компаниите ќе продолжат заеднички да работат на создавањето нови електрични возила што беше договорено лани летото.